Усје, цементара, Мохис, какав е нивниот процент на загадено? Сега ако кажавме на домаќинствата е 30%, ја не сакам да верувам дека домаќинствата повеќе загадуваат отколку индустријата. Индустријата која што ние сега имаме во Скопје конкретно, била на времето индустрија на периферија на град. Ширењето на градот практично ја внесува во секој дом. Проблемот кај индустријата е што резултатите што ги добиваме ние од, да речеме, не знам, усија, се базираат на нивните мерни системи, кои што се внатре во фабриката. За да влезе да се добијат тие мерни вредности, треба да се најавите. Добро, и може да се најавиш и да те пречекаат со расширени раце? Можат, ако им се најави инспекција и да ги исклучат машините, например. Ако треба да се најавите 24 сати однапред, кога ќе дојдете, после 24 сати. Чекај, јас сум инспектор и треба да им кажам, слушајте, има за 3 дена инспекција. Каква е таа инспекција? Прашањето зашто, например, се дозволува да се гори увезен отпад, Не ако во одредени фабрики има гасовод до самата фабрика. Зошто не се принудени, например, да користат газ? Затоа што е многу поскап. Затоа што ќе ги чини многу повеќе од увезеното ѓубре кое што се гори. И сега тука да не влегуваме во правење на сценарија, нели, што се увезува, како се увезува, ние Да, се увезува. И тоа опасен отпад се увезува во Македонија. Да. Кај нас главниот проблем е генерално на спроведување на протоколите. Со години апелираме дека во најмала рака во општините треба да има некакви служби редарски кои што ќе следат кој запалил, кој пукал огномет без да има дозвола, ѓубрето како се изнесува. Ние мораме да влеземе во некакви граници на нормално однесување.